Почитувани гледачи, добро вечер. Крајот на 2022 година во знакот на дојави за лажни бомби. На средината, чекор напред кон Европската Унија, од почетокот наваму енергетска криза која се повеќе се продлабочува. Власта на трибини ги обидува граѓаните да бидат спокојни оваа зима. Бараја општествено обединување што се однесува до уставните измени. Опозицијата се противи. Инсистира на предвремени парламентарни избори затоа што смета дека актуелната влада нема решение за проблемите. Со каква стратегија влегува ВМРО-ДПМН во 2023 година за да издействува граѓанско изјаснување? Интервју со лидерот на партијата Христијан Мицковски. Благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам на поканата. Дојавите за бомби стана секојдневни овој период. Лажни се намнесуваат немир во секојдневното функционирање. Министерството за внатрешни вели работиме на случајот. Председателот Пендаровски за сега нема намера да го свика Советот за безбедност. Образование бара да се надомести изгубената настава. Дали има потреба од засилени мерки на безбедност? Видете, ова со лажните дојави за бомбите само покажува уште еднаш колку не системот порозен и колку не системот нефункционален, односно раководните лица кои што функционираат во тој систем, кои што ги раководат институциите, се неспособни да ги раководат правилно онака како што треба. Еве, вие го споменавте Пендаровски. Пендаровски наместо да го свика Советот за безбедност одлучи да делува како аналитичар. И цело време тој е згрозен, цело време е збунет, цело време е шокиран и така натаму, но без да каже ништо конкретно. Кога станува збор пак за Ковачевски и Спасовски, се е кажано. Мислам дека јавноста се знае и нема потреба што дополнително јас да кажувам, бидејќи нема да кажам ништо ново ако кажам дека тие луѓе се крајно неспособни и дека нивното функционирање и начин на работење е катастрофално. Тоа го кажуваат и граѓаните на јавните мерења. Тоа практично го чувствува секој еден човек во Македонија. Така што да сублимирам, овие, би рекол, лажни бомби или би рекол, овие инциденти, инцидентите може да бидат и од поинаков карактер, само ја покажуваат уште еднашка порозноста и нефункционалноста на системот и неспособноста на раководните лица кои што ги раководат институциите кои што се дел од тој систем. Вашата пратеничка група побара од надлежната собраниска комисија информација за актуелната состојба со дојавите за бомби. За ова информирани НАТО, европски држави и САД веќе ги предупредија своите граѓани на внимателност во земјава поради ваквите закани. Кој би можел, според вас, да стои позади ова лице од дома, од надвор, некоја шега или на вистина стратегија која е во функција на војната во Украина? Не би можел да кажам, бидејќи не располагам со никакви информации, нити пак сакам да верувам во теорија на заговори. Она што мене ме интересира е како функционира системот. Се сеќавате на момче кој што го беше уапсено дека наводно тој е човекот кој што ги испракал овие лажни дојави за бомби, кој што беше сведено на ниво на комедија, на пародија, практично сето тоа функционирање на МВР и истражните органи, за да биде истата вечер тоа момче ослободено. Така функционира системот. Несериозни луѓе без визија, кои што се водат само од лични интереси, прават таков тип на комедија и пародија во функционирањето на институциите. Јас не сакам, не сум од оние луѓе кои што веруваат во теории на заговори, па поврзуваат дека ова е некаков си хибриден напад, па ќе се формираат некакви си тела за справување со хибридни напади и така натаму. Едноставна е работата. Имаме систем кој што е порозен, нефункционален и луѓе неспособни кои што го водат тој систем. Треба да се заминат, треба да дојдат луѓе кои што знаат како да се справат со овие предизвици, бидејќи е срамота не само за државата, срамота е што оваа држава како членка на НАТО прави проблеми на останатите земји во НАТО, бидејќи знаете системот, односно синџирот е силен онолку колку што најслабата алка во него е силна. Ако сме ние таа најслаба алка, системот нема да се скине кај најсилните алки, ќе се скине кај најслабата алка, но се скинал. Така што ова е навистина аларми за нашите партнери во НАТО алијансата. Така што не треба како политичар често пати устата да ви е полна со НАТО, ЕУ, тука да видиме што правите вие за да ги споделите тие вредности. Очигледно дека нашите политичари не прават ништо. Апелација ја укина првостепената пресуда за случајот Таргет Тврдина, случајот поради кој практично падна владата на ВМРО-ДПМН за масовно прислушување. Она ниска
доре во судството од 8%, веројатно уште повеќе ќе почне да се топи. Власта е изненадена и шокирана. Судството си ја брани одлуката, а опозицијата критизира за партизирано судство. Чии се судиите? На ВМРО ДПМН или на СДСМ? Најпрво да бидеме прецизни, не падна од владата на ВМРО ДПМН таа година кога се објави овој случај Таргет тврден, туку почна оној скандал за нелегално стекнати материјали, кога некои политичари во Македонија одлучија да бидат воајери наместо да бидат политичари и на пресконференции јавно објавува приватни разговори. Тоа е суштината. И од тогаш па наваму Македонија е поинаква земја. Треба тоа да се знае и да се разграничи, затоа што пред и после тој период Македонија е поинаква земја. Не е само тоа единствената лага, таму имаше многу лаги кои што тогаш тие кои што се бореа дека ќе донесат живот ги кажуваа, нема ни бројчаник, нема ни други елементи од тие, би рекол, протести на обоената револуција или шарената револуција, како сакате наречете. И сето тоа трае веќе 5,5 години и за жал некој тоа го поддржува се уште за да трае вака да обстане како кохезивен фактор помеѓу овие луѓе, а Македонија има се помалку и луѓето во Македонија за жал ги има се помалку. Тоа е суштината. Што се однесува до судството и до начинот како функционира и судството, обвинителството, доволно се на бројките кои што излегуваат на јавните мерења во последно време, таа бројка е едноцифрена. Ние кога зборувавме пред 2 години дека корупцијата, криминалот, нефункционалното обвинителство, нефункционалното судство се основниот проблем во државата, тогаш нас не убедува, за жал, дека ние практично го политизираме и дека се бориме за гола власт. Не, ние алармиравме дека тоа може да биде причина за многу проблеми кои што понатаму ќе се случуваат во Македонија, како што објективно и се случуваат. И гледате година-две потоа, македонското општество, граѓаните во Македонија самите даваат диагноза на главниот проблем и суштински, а тоа е нефункционирањето на обвинителството и судството. Вие имате луѓе кои што директно од партиски штабови се бираат, како што е овој последниот случај за претседателката на судскиот совет, ако не се лажам, која што директно од штабот на СДСМ е поставена за претседател на судскиот совет или претседателката на Академијата за избор на суди и јавни обвинители, која што е семејство кое што е од почетокот до крајот, од куќето дома до главата на семејството се функционери на СДСМ и се дел од оваа влада, или биле функционери на СДСМ и се дел од оваа влада. Да не зборуваме за другите избори, како не во обвинителството за организиран криминал, да не зборуваме за изборот на уставните суди, па она би рекол помалку несекна епизода на Грковска, ли се викаше вице-премиерот, која го нападна овој Јовевски, затоа што не требало да биде уставен судија, че една класична пародија која што се случува во општеството, во секоја пора на општеството, и не случајни се оваквите случувања кои што вие ги споменувате. Така што тука јас би дал едноставен одговор, јасно е кому овие октрирани и партизирани обвинители и суди им услугуваат, а тоа е на коалицијата на власт, до и СДСМ тука не треба многу да бидете аналитични или паметни па за да излечете заклучок. Но лошо е што граѓаните на крајот од денот трпат од сето ова, бидејќи се разочаруваат и така разочарани не има се помалку во нашата Македонија, а за жал Македонија има се помалку. И повторно ќе кажам, тоа е уште една од причините да идеме на предвремени парламентарни избори, да дојдат луѓе кои што знаат како. Ке подсетам, вие го споменувате оној период кога се појавува тој случај Таргет тврдина, односно нелегалното прислушкување, кога е актуелна ранг листата на Транспарентност Интернационал 2014 година, бидејќи ова се случи од 2015-та, тогаш перцепцијата за криминал и корупција според таа репер листа во Македонија ја рангира Македонија отприлика на 60-тото место, тука меѓу 60-тото и 65-тото место. Денеска Македонија се бори да влезе под 100. Значи пред 2020-та беше 111-та, сега 90 и некоја, така нешто беше. Сега ќе видиме 2022-та, мислам дека военари ќе излезе таа ранглиста. Така што еве што донесе овие шарени револуционери, донесе многу криминал, донесе многу корупција, многу разочарувања и се помалку народ во Македонија и се помалку Македонија во Македонија. Не може никој денеска со истите луѓе со кои се причина за криминал и корупција да се бори против криминал и корупција. Овој е вашиот став по најавата дека тим на истражители
од САД проверува случаи на сегашни и поранешни функционери. Верите дека ова е стара болка на оваа власт. Јас би рекол дека не е нова болка и на предходните власти. Дали потегот на САД не треба да ги застреми сите поред? Апсолутно. Треба сите поред да не застреми, но јас пред малку ви дадов една споредба. Просто е, во животот треба да ги споредувате работите. Еве во претходната власт, на таа ранглиста на Транспарентност Интернационал, перцепцијата за криминалот и корупцијата во државата била двојно подобра од сега. Не велам дека била идеална, и тогаш имало многу проблеми, предпоставувам, и тогаш имало многу скандали, предпоставувам, не било идеално, но е два пати подобро од сега. И тогаш немало таков тип на истражители кои што доаѓале за да ни кажат како треба или како не треба. Но повторно ќе дојдам до почетокот на ова ваше прашање, а тоа е како можете вие со истите луѓе кои што се таму на тие позиции по 4, 5, некои 7 години, како што е Спасовски Оливер, да речеме, да се борите против корупцијата, кога изминативе 4, 5, па и 7 години не успеале да се изборат со истата. Вие морате да ги промените тие луѓе за да имате некаков ефект. Тоа е, знаете, како во спортот. Вие имате амбициозен тим, упорно губите надпревари во лигата во која што се надпреварувате, а вие упорно играте со истите играчи и викате само што не ни тргнало, ама вие сте испаднали од лигата. Не може тоа така. Или ќе ги менувате играчите, ќе дојдат други, или ќе менувате тактиката во играта. Не можете вие со истата тактика, не можете со истите играчи да освоите шампионската титула, а континуирано губите во лигата во која што се надпреварувате. Имате и вие исти играчи од претходните мандати и состави. Како гарантирате дека во ВМРО ДПМН сега нема корумпирани политичари? Па видите, ние излеговме на локални избори со комплетно една нова постава на луѓе. Таму кога ќе ги видите луѓето кои што станаа градоначалници, кои што станаа председавачи на совет, советници, би рекол директори, така натаму, ќе видите дека станува збор за 90 па и 95% сосема нови луѓе, кои што за прв пат преземаат таква одговорност. И еве помина година дена, можеме да кажеме дека покажа еден вид скандинавско однесување кога станува збор за криминалот и корупцијата. И тоа се гледа повторно на овие мерења на јавно мислење, каде што перцепцијата за работењето на градоначалниците, ако го споредите пред да бидат тие избрани и откако се тие избрани една година е драматично подобра. Еве имавме сега денови една анкета од Меѓународниот републикански институт, каде што се споредуваат тие две работи. Мислам дека беше за работата на локалните власти неколку периода, меѓу кои маркантен е периодот март 21-та и сега септември-октомври 22-та. Драматично е подобрена перцепцијата кога станува збор за работењето на градоначалниците. Така што ние на дело сме го покажале тоа и тоа мене ме прави апсолутно задоволен со изборот на луѓе кои што денеска извршуваат позиција која што не е генератор на криминалот и корупцијата, туку сосема антипод на тоа, односно даваат пример дека можело честно, храбро и посветено да се работи покрај сите обструкции кои што овие луѓе ги добиваат од страна на централната власт. Инаку да, нормално е во една политичка партија да има континуитет, но тоа се луѓе кои што се уште дел од раководството на партијата и партијата, кои што целиот овој период го задржале своето достоинство, не биле замешани во таков тип на коруптивни скандали како што е актуелната власт и на крајот од денот актуелната власт имала можност, изминатите 5 години се веќе власт, 5 и половина, ако не се лажам, да покажат и да докажат 66 месеци е сепак голем период, имајќи предвид нивниот карактер, да покажат и да докажат дали некој од актуелното раководство на ВМРО ДПМН е инволвиран во корупција и криминал или не, бидејќи не докажале, нити пак има било какви индикации, тогаш можам да заклучам дека такви луѓе нема. Инаку во секоја политичка партија, не само во Македонија, секаде во Европа, имаме политичари кои што траат со децении, не само со месеци. Дали имате намера, например, кога ќе дојдете на власт, како што го направивте моментот со нотарските изјави за уставните измени, да побарате од ините функционери нотарски изјави дека откако ќе биде објавена криминална афера за нив, во првите 24 часа од морални причини ќе се дадат оставка. Или секој е невин додека не се докаже спротивното. Ова е добра идеја.
добра идеја. Не сум размислувал, но еве ќе размислувам ова ваша идеја, бидејќи има поента, има суштина, има длабочина, но не треба исто така па на моменти и некои работи површно да ги гледаме, сепак за да таа длабочина ја оправдаме, треба да има некакви индикатори кои што ќе однесат на тој заклучок дека објавеното во јавноста има вистина, треба да се провери. Така што јас повеќе би се фокусирал на checks and balances, односно нотарската изјава како изјава е во ред, тоа има поента, реков, има длабочина, но ако се случи, не дај Боже, такво нешто, треба да имаме и механизам како тоа да го провериме веднаш и веднаш да реагираме и да побараме морална одговорност од тој кој што направил таков потек. Јас сум убеден дека никој не е безгрешен, никој не е идеален, дека нормални се грешки и имало, и ќе има и во иднина, но тоа треба да биде во рамките на прифатливото за јавноста, да не се прават грешки катастрофални. Кај нас, за жал, овие 32 години се прават грешки катастрофални. И денес, кога зборуваме за криминалот и корупцијата, некако како да стана мода на секој политичар во речникот да му биде ајде сега да зборуваме за криминалот и корупцијата. И сега ние ако зборуваме за криминалот и корупцијата, онака празно си кажуваме, ние сме против и така натаму, без било каков предлог суштински кој што има длабочина, ние сме, како да кажам, интересни политичари, еве, ние сме, зборуваме со ист речник како што зборува нашиот стратешки партнер. Предпоставувам дека нашите стратешки партнери повеќе би сакале да зборуваат за паркови, за игралишта, за квалитетно образование, за вештачка интелигенција, но за жал не имаме работа како општество со суштински проблеми, па тие мора да зборуваат за тоа и ние сега се навлекуваме на тоа и за тоа само зборуваме. А во држава имаме други 300 работи што ни се случуваат, кои што ја уништуваат државата. Затоа не случајно кажав, помалку не има и помалку има Македонија. Има многу работи на локално ниво. Да. Имаме еден сет прашања поврзани со тоа, па ќе се вратиме на економијата и на централно ниво. Во првиот момент кога ќе станам премиер, ќе те влечеме по улица, ќе го бришеме подот со тебе. Цитирам зборови на градоначалничката на Скопје Арцовска, која каже дека се од вас за неа. Како од сојузници на избори се доведовте во ситуација да станете вакви политички непријатели, па дури и да има закани со реваншизам, ако е тоа точно што го зборува Арцовска? Знаете, згрозен сум и дури да давам одговор на ова измислица. Тоа не е дел од мојот карактер, нити пак од моето воспитување, нити пак од начин на функционирање. Дури некои ми велат дека ми е слабост тоа што сум премногу мек и како човек попуслив и претолерантен. Ајде да не зборувам ја за себе во прво лице, нина нека зборуваат другите. Но наистина жалам што ја изгубив неколку минути да објаснувам дека тоа што беше кажано не е точно и жалам што направив погрешна проценка за карактерот на човекот кој што го поддржав денеска да биде градоначалник на градот Скопје. Навистина верував, бидејќи препораките и биографијата беа солидни и до ден денеска верувам дека тогаш направивме вистински чекор, бидејќи направивме победник. Но жалам што поддржав човек кој што потоа, за жал, се фокусира на вакви ниски страсти, на вакви лаги и конструкции, поучена од неколку ликови кои што се дел од нејзиното обкружување, наместо да испорачува тоа за Скопјани, таа се фокусира да растура пердови за мене и ваков тип на лаги и конструкции. Се поочигледна е коалицијата помеѓу Арцовска и Ковачевски и предпоставувам дека тие скапо платени советници ја советуваат и него и нејзе да таа ги растори пердувите, а потоа неколку дена потоа медиуми блиски до власти, самиот Ковачевски тоа го зборуваат. Па знаете, 100 пати повторена лага кај некој, за жал, и ќе биде вистина. Но секако, еве да заклучам со одговорот на вашето прашање. Згрозен и шокиран бев од лагата и ја отфрлам како неточна и наистина немам што да додадам повеќе од тоа што го кажав.
велите коалиција СДСМ Арсовска, власт Арсовска. Вие како партија сте фактор во градот по број на советници и не може туку така да се префрли одговорност на други. СДСМ вели им ги решаваме проблемите на Мицковски и на Арсовска, односно ги решаваме проблемите на Скопје поради нивната кавга. Зошто ВМРО ДПМН како победник на избори си дозволува да ја губи моќта и зарем вие не чувствувате одговорност за некои потези? Апсолутно. Дека чувствуваме одговорност, јас лично чувствувам одговорност, затоа што застанав позади човек кој што се покажа дека е слаб менаџер, односно никаков менаџер, вака да бидам попрецизен, и дека наместо за тоа што се боревме и наместо за тоа што беа наши вредности во кампањата, се залага за сосема поинакви вредности кои што немаат никаква врска со потребите на Скопјани. Чувствувам, одговорност и не можам да кажам дека ќе избегам од таа одговорност, но ќе направам се од себе и ќе дадам се од себе за да таа грешка ја исправам еден ден, односно концептот за модерно Скопје навистина добие своја апликација во Скопје и навистина заживе. Тоа што го кажува СДСМ е реторика на СДСМ. Логично, и тие се политичка партија и тие сакаат да водат политика и јавно да не напаѓат и да го користат се тоа. Од една страна седат во иста канцеларија со Арсовска и ја договараат стратегијата. Ти немој да работиш, ние ќе те напаѓаме тебе и ВМРО ДПМН дека се неспособни да ги решаваат проблемите на Скопјани, а од друга страна не се секире, ние сме тука за тебе, се што треба ќе ти излеземе во пресред кога станува збор за твоите интересите на твоето семејство. Но тоа не проаѓа. Скопјани се мудри луѓе и тоа го заклучуваат и го гледаат. Дека оваа коалиција е, би рекол, деструктивна за квалитетот на живот на Скопјани и таа ќе биде поразена на следните предвремени парламентарни избори, а после тоа јас ветувам дека многу директно ќе се занимавам со реализација на проектот за модерно Скопје, бидејќи тоа го ветувавме, позади тој проект и позади тој концепт застанав и се ќе направам што е во моја моќ, ќе повторам уште еднашка да тој концепт и тој проект бидат реализирани. Фраза распад систем употребувате за енергетскиот систем. Обвинувате дека на сметка на увозот на струја или продажба на вишоци се прават матни бизниси и сделки. Со што го подкрепувате овој став? Имате докази, ако имате докази, треба да ги доставите во институциите? Па ги објавував јас тие докази. Јас не сум, тие можат институциите по допрен глас да ги земат и да ги истражат. Ке повторам, ние сме само опозиција. Од позиција на опозиција вие можете да објавувате скандали, да објавувате информации кои што се поврзани со тие скандали, институциите се тие кои што треба тоа да го истражат. Бидејќи нашите институции тоа не го истражуваат, се комплетно партизирани и немаат интерес тоа да го истражат, бидејќи само ќе покажат и докажат дека оваа власт е криминогена и корумпирана. Предпоставувам дека нема ништо да излезе како решение од тоа што јас го објавувам и ВМРО ДПМН го објавуваат и затоа уште една причина повеќе да имаме предвремени избори, да дојдат други луѓе кои што ќе бидат малку повеќе амбициозни и кои што тоа што представува индиција за сторен криминал ќе го истражат многу темелно и ќе излезат во јавноста со конкретни податоци. Зарем за вас не е проблематично кога нешто се плаќа авансно? Еве сите тендери за набавка на електрична енергија на СМ, денешно, поранешно Елем, се плаќаат авансно. Авансно плаќање зарем не е проблематично. Самото тоа е проблематично. Авансното плаќање. Зарем за вас не е проблематично што имате рекорден број на тендери во 4 очи, кои што ги исклучува СМ? Елем. Зарем не беше проблематично Стабри аферата за набавка на вакцините? Зарем треба да навлеземе ние сега во детали да зборуваме? Не сме ние истражен орган, ние сме опозиција. Ние како опозиција можеме тоа да го обелодениме и да чекаме еден ден кога ќе се промени оваа влада, тие луѓе кои што ќе влезат во тие институции, бидејќи сегашните не сакат, тие да го истражат тоа.
Зарем не беа проблематични тендерите и матните сделки на поранешниот директор на Фондот за здравство Ден Дончев, кој што никој не знае каде, дали е воопшто во Македонија или со милионите избега од Македонија. Да не зборувам за Рашковски, да не зборувам за Мухамед Зекири, можам безброј примери, зарем не се проблематични оние пасоши кои што се даваа на криминалци во МВР. Зарем некој во држава верува дека Вукотич дошол, тропнал на шалтерот на МВР и онаа службеничката што беше во затвор му рекла добар ден, јас сакам да имам македонски пасош и оваа отворила пенџерето и овој се сликал и она добила македонски пасош. Зарем можеме да поверуваме дека белосветски наркокартели кои што поседуваат македонски пасоши туку така ги добиле. И се е тоа туку така, случајно. Ние можеме да го објавиме тоа. Ние не можеме да се занимаваме со таа истрага. Зарем плантажите со марихуана низ Македонија се туку така посадени и туку така некој му текнало бидејќи почвата е плодна, па ајде ке садиме марихуана и ке вложуваме милиони во Македонија. Не, сето тоа има причина. Сето тоа има зашто, а затоа за жал нема. Ке дојде и тоа. Ке дојде и тоа време, ние како опозиција ке се бориме правдата да излезе на виделина и ке излезе еден ден. Не може вечно да се крие. Правдата ке излезе. Затоа се толку жолчни нападите од сите страни против мене. Затоа што јас немам концесија. Немам потреба да имам концесија. И ке продолжам да се борам против овој систем кој што не влече сите нас надоле и нема, повторно ке кажам, се помалку. И Македонија има се помалку. И тоа е оно што ќе го правам се додека не добиам можност да го истражам до крај, односно да ги мотивирам истражните органи да го истражат се тоа до крај. И ова е поврзано со сето оно што го почнавте од почеток, од криминалот и корупцијата, од партизираното судство и обвинителство. И сето тоа создава проблем во нашето општество за да ние не се развиеме во економска смисла на зборот, за да нема повеќе пари во буџетот, за да нема повеќе пари од буџетот за образованието, за здравството, за земјоделците, за пензионерите, за младите, за старите и така натаму. Тоа е суштината, тоа е проблемот во оваа држава. Но некој тоа намерно не го решава, а некој од незнаење и немање визија. Вие споменавте 2023-та во вашето излагање, кој што ќе биде исклучително значајна година за Македонија. Од многу аспекти, многу предизвикувачка и многу значајна година. Ке расте задолженоста, ке нема пари, ке расте инфлацијата повторно. Притисокот од војната во Украина се повеќе ќе се засилува. Енергетската и економската криза ќе бидат девастирачки за многу компании. Многумина наши ќе останат без работа. Тие што ќе останат без работа ќе бараат својата иднина надвор од Македонија, ќе се празни Македонија. Нивите ќе останат непосејани. Никој за тоа не се подготвува. Никој за тоа ништо не зборува. Никој, буквално никој. Секој гледа денес утре од овие владени функционери да го помине денот, колку може повеќе за себе да приграби, тоа е тоа затоа што се однесуваат како ова да им е последно во животот. Тоа е причина повеќе за да дојдеме до нас, зашто зборувам цело време, а тоа се предвремените избори. Имаше поприлична гласност она понуда до владата за остварување контакти со фирми за набавка на газ, мазот по прифатливи цени. Имавте и средба, седнавте на заедничка маса, има нешто ново врска со тоа, се информирате со премиерот или не? Не, нема, јас ги знам понудите. Понудата за газ беше одлично, прифатлива во тоа време и се уште до ден денеска е многу под брезанската цена. Во тоа време и 2 пати, денеска 1,5 пат, да речеме, пониско од брезанската цена. Не сакам да ја коментирам за да не доби јавноста погрешен впечаток, бидејќи сепак јас сум политичар и човек кој што си сака државата и сака да помогне, иако тоа го направи од позиција на опозиција, многумина ме критикува, ме вика што им помагаш. Ценам дека тоа е момент кога треба да покажете разлика. Потоа следеа многу гимнастики од страна на одговорните лица во институциите и до ден денеска таа работа остана така како што остана. Исто така и за мазутот. Јас знам цената, знам што беше понудата. Многу поевтино од таа која што денеска се купува. За жал нема стратегија и повторно ќе се вратам на оно што претходно го кажував, не сме подготвени за следната година. Катастрофален буџет имаме. Буџет кој што се темели на дополнително сиромашување на граѓаните и стопанството.
Замислете, вие министар сте за финансии или премиер и две работи основни ги предвидувате, а тоа е дека буџетот ќе ви се полни затоа што ќе има инфлација. Што значи инфлација? Инфлација значи посиромашни граѓани. Побогата влада. Вели ќе собереме повеќе данок затоа што ќе има поголема инфлација од 7,1%, ако не се лажам, ја проектираат. Тоа што значи? Тоа значи дека ако вие една векна леп сте ја плаќале X денари, сега ќе ја плаќате X плюс 7,7% и он на таа разлика ќе зема поголем данок од вас и ќе дојде кај него во буџетот. Со други зборови, посиромашни граѓани стопанство, побогата влада. Побогата влада значи порасипана влада, покорумпирана, покриминализирана влада, а посиромашни граѓани стопанство. Поманипулативна влада. Потоа вели ќе имаме прилив од растот на бруто домашниот производ. Бруто домашниот производ е, не знам, предвиден да расте 2,3-4%, па потоа ќе рече или 2,9, небитно, па потоа ќе рече премиерот 5% ќе расте. Ова буџетот бил основа за 5% да расте. Потоа велат бруто домашните капитални инвестиции, односно капиталните инвестиции ќе биле, не знам, 800 милиони евра, не знам, 48 милиарди. Оваа година, ако се сеќавате, велеа дека ќе бидат 39 милиарди денари капиталните инвестиции, па со ребалансот ги намалија на 30 и нешто. Денеска баш гледав, кога го снимаме ова интервју, значи на некои 10-11 дена од крајот на годината, капиталните инвестиции се на нивото од 20 милиарди. Значи двојна помалку речиси од тоа што беа предвидени на почетокот на годината, а буџетскиот дефицит е околу 500 милиона евра, околу 20 милиарди денари. Тоа е нов долг за нашите деца, за нашите семејства. Тоа е комплетна неспособност. Вие поднесовте над 200 амандмани за буџетот. 6 прифатија. Како ќе гласате за буџетот? Видете, не е битно како ќе гласаме, најверојатно ќе се воздржиме од гласање. Не е спорно тоа. Буџетот ќе си го усвоат, ќе си го изгласаат. Не е спорно. Дали ќе гласаме ние за, воздржано или против. Си имаат они 61 во парламент кои што ќе изгласат за. Не е спорно. Порака е сепак начинот на гласање. Односно, како ќе се позиционирате? Небитно е, јас кога би бил пратеник би се воздржал од гласање, бидејќи не сум задоволен од овој буџет ваков како што е, бидејќи тој не е одговор на потребите на граѓаните. Од друга страна, ако гласате против, па можете да дадете погрешна порака, да речете не сакам пензии да се исплаќаат, плати за јавната администрација, така натаму и така натаму. Тоа не е суштинско. Суштинско е што не покажаа повторно доблест и карактер да прифатат предлози од опозицијата. Не се тие најпаметни. Знаете, не е ова парламент во кој што те имаат комотно мнозинство од 2/3, па да се однесуваат дека добиле доверба акламативна малтене од гласачите и сега ќе се однесуваме така. Не е овој буџет таков. Еве, ВМРО ДПМН даде повеќе од 200 амандмани. Не знам, други опозицијски партии заедно не дадоа 5-6 можда, или така нешто. Ако има и такви опозицијски, небитно. Суштината е друга. Зошто не се седна на маса и да се разговара? Да се слушнат потребите на опозицијата. Сепак, како ВМРО ДПМН коалиција, ние имаме од нашите редови 42 градоначалника. Тоа е мнозинството градоначалници во Македонија. Од редовите, и сме во повеќе од 50 на општини дел од локалната власт. Зошто не седнавме кога се креираше тој буџет, бидејќи сепак власта според устав е поделена, нели? Барем да седневме да поразговаравме, да го слушнеше некој ВМРО ДПМН кога се креираше буџетот, или да го слушнеше некој ЗЕЛС. Никој не го праша ЗЕЛС. Никој не го праша ЗЕЛС. Никој не го праша ВМРО ДПМН. Поднесовме таму амандмани, се усвоја 6 некои формални, колку да се каже дека се усвои нешто. Тоа е карактерот на оваа влада која што континуирано нас не убедува за некакви си европски вредности. Власта бара поддршка за уставните измени. Нема да има таква поддршка. Опозицијата не ја дава. Нивниот аргумент е дека гласот за е напредок кон Европската унија, гласот против е блокада на самите себе, затоа што сега топката е во официјално Скопје. Зошто ако сега се зависи од нас дома, а ВМРО ДПМН се декларира
како партија која што ги поддржува евроинтеграциите, која што се залага за европскиот пат, за членство во Европската унија, не даде зелено светло за следната фаза са преговори со Брисел. Нека ви дадам неколку аргументи и неколку причини зашто е таа теза глупава на СДСМ. Прво, ВМРО-ДПМН е партија за македонско национално единство. Така е делот. Демократска партија за македонско национално единство. Говорете името, но вие се залагате за евроинтеграции. Но и за македонско национално единство. Кажувате, добро. 75% од македонците се противат на ова. Ако сте вие партија за македонско национално единство, тогаш треба да го штитите тоа национално единство. Да, ние сме, ама тоа има цена. А тоа е македонското национално единство. И сега, паметен политичар треба да најде компромис помеѓу македонското национално единство и ова европска амбиција да бидеме еден ден дел од Европската унија. И ние имаме план како да го решиме проблемот која што оваа влада, ваква каква што е, го направи. Ако оваа влада беше паметна и ако навистина беше за европските вредности, ке тропнеше на вратата во мај. Односно, после мојата пресконференција, кога понудив 5 тима, ке ми се јавеше тогашниот премиер Ковачевски, ке речеше, види, Христијан, дај да видиме што нудиш, да седнеме, да разговараме, да видиме, бидејќи има овдека неколкумина кои што дајаат, кои што подготвуваат некаков договор, да видиме дали може да обезбедиме единство во целиот овој процес. Тој тоа не го направи. Добро, во ред, неискусене, го поставиле, не разбира политика, во ред, го разбира. Го разбира, неколку месеци премиер и така натаму. Ама има луѓе кои што беа искусни околу него. Еве тие странци кои што доаѓа. Зошто не му го поставија прашањето, добро, момче, ти имаш ли 2/3 во парламентот за ова што го договараш? Или немаш? Зошто не му го поставија прашањето? Немам 2/3. Ако немам, дај да видиме дали имаме можност ова да го поминеме или немаме. Ако немаме можност, има една држава во Европа, која што обично се наоѓа во вакви ситуации, скандинавска е, и пред промена на устав оди на избори, па народот одлучува. Еве, ова е мојата програма, мојата понуда, па народот нека одлучи дали е за едната опција, за другата или за третата опција. Арно, ама ни тие не го поставија тоа прашање. Значи, вие имате несреќен спој на енергија која што генерираше еден производ, кој што производ е сега очигледно проблем. Понатаму, ние не излеговме на избори со понудата дека ќе менуваме устав. Не излеговме на такви избори. Не излеговме дека без услови ќе менуваме устав. Дека Ковачевски ќе дојде и Ковачевски ќе подпише договор под притисок на не знам кој и дека сега ние како ВМРО-ДПМН треба да клекнеме и готово сега ние ќе го прифатиме тоа безпоговорно. Со што нас некој не задолжил за да така се однесуваме неодговорно кон сопствениот народ и сопствената држава. Со што? Со тоа што чекаме 22 години. Со тоа што младиве ни си селија, со тоа што не лажеа, уште само знамето сменете го и готово, уште само уставот, името, не знам сменето, уште само ова. Со што нас не задолжи? Па ние да веруваме дека ова е тоа. Затоа, неискусни луѓе не треба да се занимаваат со оваа политика. Ова не е политика на кловнови. Ова не е политика на театарски представи и комедии и пародии. Ова се сериозни времиња. За сериозни времиња требаат сериозни луѓе со сериозно животно искуство позади себе. Кои што работеле под притисок, кои што носеле одлуки кога требало да се носат одлуки. Не насадени политичари, без кредибилитет и легитимитет, да носат одлуки од името на народот. Затоа сега имаме проблем. Сега проблемот се ние сме повторно сериозни политичари и го констатираме проблемот. И сега повторно ние треба да бараме решение за тој проблем, за да нашата амбиција да бидеме дел од европското семејство, а воено да го сочуваме македонското национално единство функционира. Така, тоа е сега проблемот. Затоа ние велиме, прво треба да излеземе на избори, со понуда пред граѓаните, па потоа можеме да зборуваме за било што друго. А се останато е проблем и е навредливо. Немаме македонски начин. Треба да се знае, прва зеница во оваа држава е македонскиот народ. Тој е мнозински во оваа држава. Ова е негова единствена држава. И тој е суверен владетел на одлуките.
тој малте неакламативно и консензуално вели да за Европската унија, но исто така вели не без услови за ова и конечно доста сум лажен 22 години дека само што не сум почнал со преговори. Преку глава име на луѓето. Луѓето имаат толку национални понижувања, толку се чувствуваат излажани, што навистина веќе ниту еден од нас нема кредибилитет да се појави и да го поведе тој народ. Затоа што сите тие кои што издегле пред тој народ и се обиделе да го поведат, го излажат. Очигледно е дека другата година власта ќе се обидува да обезбеди двотретинско мнозинство, а вие упорно инсистирате на предвремени парламентарни избори. Власта видовме дека удржа серија трибини овој период на крајот на годината. Вие бевте прилично тивки во тој поглед. Како ќе издействувате избори? Ние работевме. Ние работевме онаму каде што ја добивме довербата од граѓаните. Градоначалниците на ВМРО ДПМН во тие општини реализираа капитални проекти од 7 милиарди и 200 милиони денари. Знаете, проектниот менеджмент е многу важна работа. Реализираа многу проекти кои што се од суштинско значење за граѓаните. Јас ништо суштинско, простете, не слушнав во тие трибини на Ковачевски, освен по некоја навреда кон мене, по некоја понижување, лаги и омаловажување. Што слушна јавноста суштинско од тие трибини на СДСМ? Но дека тие се занимаваа како власт со гола реторика и се обидуваа истовремено да ги обструираат општините. Како што е случајот еве последен со општина Штип, кога од владина седница е тргната прв пат. Замислете колку треба вие да сте злобен човек или да сте тим злобен, да прв пат нешто што се појавува и вие имате шанса да бидете дел од сето тоа, да вие тоа го блокирате поради политички причини. Како што тоа беше општинската врзница на Штип, за прв пат се појавила. За прв пат некоја општина, а вие сте премиер, издава општинска врзница. Па ја да бев премиер. И да се случеше. Јас ке бев првиот што ќе вложеше дел од својата плата и ќе купеше во таа општина, општинска врзница, да покажам дека верувам во институциите на оваа држава. Ке бев првиот. Јас да бев. Еве тоа ќе го направив, а не да ја обструирам. Да кажам, еве со моите 100 евра, небитно, ирелевантно е. Општинската врзница е поделена на 100.000 единечни врзници. Па ќе купевме, ќе извадевме од нашата плата, ќе купевме. И ќе речев, со дел од моите примања, ќе се направи, не знам, некаква улица во Штип, ќе се реновира градинка, ќе се обнови некој училиште, некој водовод или канализација ќе се направи. Ќе направам нешто општествено добро за државата. И дека верувам во таа институција. А вие што правите? Сега ќе види намерно, ќе го обструирам, за да не бидам успешен, пошто следната година е клучна, таа е година која може да биде изборна или предизборна, и ако тој е неуспешен, јас ќе добијам на рейтинг. Не. Тоа се будалаштини. Тоа се петпарачки муабети. Тоа се ниски страсти. Тоа можат само злобни луѓе да го прават. Наместо да ја развивате. Сега, штипската економија, штипските фирми остана без 5 милиони евра. Толку е обврзницата. Тоа се пари за нови булевари, за водоводи, за нов парк. Граѓаните во Штип останаа за едно игралиште спортско, помалку и неколку паркчиња каде што децата ќе се играат. Останаа граѓаните во Гевгелија за бидејќи не им го потпишаа, не им даде исто согласност за кредитот, за булеварот да не биде реновиран во центарот на Гевгелија, каде што денеска после ковид пандемијата повторно имаме многу граѓани на нашиот јужен сосед кои што доаѓаат и оставаат пари таму, дали на пазар, дали во рестораните, дали некаква друга услуга и така натаму. Значи да имаме еден модерен булевар со решена пешачка патека, со решена велосипедска патека, со решена подземна инсталација и така натаму. Ги решија сега граѓаните во Радовиш, поради тоа што не дадоа согласност за кредит, ги скратија да имаат современ модерен пазар во општина Радовиш. Зошто? Затоа што тие така сакат. И уште многу други. Еве, Тимчев аеродром прави прв пат зелена врзница. Пари кои што ќе бидат наменети за енергетски ефикасни проекти. Не знам, Боби Газибава прави. Еве, Кире, Пецак, во Охрид.
се мака мачи за прв пат да ја одглави општината, да ја одблокира, разговара, под 5 нежили се мачи човекот за да излезе од каута во која што е наследил. Добро, вие од локалните проекти сакате да централно да поентирате? Сакаме и да покажеме. Народот сака да види испорака. Народот му е прекуглава од гола политика, од трибини, од митинзи. Народот сака да види нешто опипливо, нешто што може да го види. Затоа што 5 години ништо не гледа. Затоа што 5 години камен на камен не ставија, не го искречија и тоа што го наследија. Народот сака да види тоа што е ветено дека се испорачува. Дека тие луѓе кои што одеа во кампања, стегаа раце, бараа поддршка и испорачува, дека во таа улица им беше ветено 200 метра канализација, дека таа канализација е испорачена. Јас, верувате, луѓето имаат елементарни проблеми. Луѓе кои ќе ги посетувам овие објекти, кои ќе посетувам проектите од градоначалниците, доаѓаат луѓе емотивно реагираат, некои со солзи во очите. По 30-40 години немале канализација. Сега за прв пат гледаат канализација. Ние зборуваме за канализација, дека светот зборува за вештачка интелигенција. Ние зборуваме за вода, додека светот зборува како ќе има туризам на надворот планетата Земја. Ние за тоа зборуваме. Ние зборуваме за елементарни работи и просто не можете да поверувате како луѓето излегуваат и емотивно реагираат со една емоција која што е чиста, искрена. Тоа сакат луѓето да видат. Попусти се оние на сила собрани луѓе со по круасан 7 days напикани во автобуси и ве слушаат вие како читате 7 политички тези и го напаѓаме Мицкоски и сите сега ќе плукаме врз Мицкоски. Вие плукајте по Мицкоски, а јас ќе одам из цела Македонија и ќе ги пуштам во употреба сите проекти. Моето последно прашање. Да. Во најновата анкета на ИРИ, најпопуларен политичар е Никола Груевски, поранешниот лидер на ВМРО-ДПМН и премиер на Македонија. Дали се чувствувате загрозен од ваквите бројки? Јас од тоа што можев да го забележам од анкетата е огромната предност на ВМРО-ДПМН. Мислам дека таа е 19 наспрема 11, 8%, што само по себе значи победа огромна од 144-150 илјади гласа. За мене политиката е тимски спорт, не индивидуална игра. И се додека тимот победува, а јас сум капитен на тој тим, ќе бидам пресреќен. Јас живеам да напишам историја за себе, за своето семејство, за ВМРО-ДПМН и над сите овие приоритети е Македонија. Еден ден кога ќе не нема, таа историја ќе зборува за нас, што сме оставили, што сме напишале. Како што времето има суд, никој нема друг суд. А јас сум убеден дека тимот ќе победи, а потоа заедно со тој тим ќе продолжиме да победуваме за Македонија и граѓаните во Македонија. Ви благодарам за интервјуто. Ви благодарам на можноста и поздрав до вашите гледачи. Почитувани гледачи, го гледавте интервјуто со лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски. Имајте пријатна вечер.